Единствената жена пред која силните боксери стојат мирно и се поклонуваат е 27-годишната Радмила Делчево. Скоро 10 години е боксерски судија, но се уште е единствена жена која дели правда во боксерскиот ринг. Приказната за љубовта кон боксот на оваа девојка започнува додека таа учи средно медицинско училиште во Штип. Прво јас бев малку по-полна момичка и викам јас ќе одам да тренирам бокс. Сите прво се смееше, што е таа работа, бокс ки тренираш, како што. Отидов таму на тренинг и видов дека има доста деца што тренираат, и машки и женски. Секојдневните тренинзи, но и поддршката од тренерот ја направија првата жена боксер, но и боксерски судија. Сите мислат дека кога ќе кажеш бокс, сите мислат дека тоа е ќотек, значи не е ќотек. Значи тоа е и умствено, треба со главата да размислуваш. И техника, да, техниката е најбит. Сепак како ја прифаќаат боксерите како судија, но и публиката? Битола, бевме во Битола, значи, Битола како малку посовремен град од Делчево, ама не знам што беше работа и сите кога видеа дека девојче излегува на бинат и сите почна да вика почна да свиркат што е оваа работа, девојче суди, тргнете го девојчето од таму, ама јас некако знаеш како крвта да ти врие едноставно, значи се смирив. Излегува боксерите, значи бев толку многу сконцентрирана, сериозна и дури постова сите, значи публиката, целата публика ми плескаше рација, значи една грешка не направив. Радмила сега очекува да се надмине кризата во боксерската федерација, а незините планови се да стане меѓународен боксерски судија. Сепак во меѓувреме, оваа весела но силна девојка ги замени патиките со опинците и како активен член на фолклорната група Копачка со љубов го промовира македонскиот и пијанечкиот фолклор низ светот, продолжувајќи ја љубовта кон фолклорот наследен од нејзините родители.